притиска гласачи да гласаат за некого од листата. Значи тоа е сега со системот на затворените листи можно затоа што сите гласаат за партија и сите во партијата имаат единствен за обединет интерес да добие партијата што е можно повеќе гласови и затоа дури се подготвени на вакви притисоци, изборни измами, тешки криминали за кои што навистина треба да се одговара, ова е тешко кршење на изборниот закон, да се тераат гласачите со присила, притисок, уцена, закана и така натака подкуп да гласаат за партијата, за некоја партија. А со отворените листи замислете да нема никаков мотив партијата да ги прави сите овие изборни измами затоа што не може да притиска гласачи да гласаат за некој од нивната листа на изборна листа за избори. Тоа е невозможно. Затоа во државите каде што има воведено отворени листи не постојат изборни измами и луѓето се чудат што се случува во Македонија, зошто луѓето се тепаат, се караат, се поткупуваат, тисте глупости прават на избори, кога кај нив изборите се како еден обичен ден каде што ќе си го даде по мејл или по пошта или ќе отидеш на гласовно место ќе си го дадеш својот глас и никому не му е тоа битно затоа што тој што ќе го добие гласот, што ќе добие довербата, тој добива само работна обврска према државата и никакви привилегии.